Нашите гости веќе ни пристигнаа од 3 различни места на нашава земја: Штип, Пробиштип, Велес. И задоволство ми е да ги поздравам, да не го трошиме времето. Луѓето кои што малку ќе ни го разубават и ќе не развеселат студиото. Баже Џоџев, директор на детскиот фестивал Песни поделката. Добре ни дојдовте. Добро ви најдов. Заедно со овие прекрасни принцези Дарија Зафировска и Илина Цветковска, кои што настапија на последното издание на овој фестивал, кој што е огромна радост за најмалите и најмилите. Како сме, принцези? Добри. Добри, срекна нова година. Среќна и на вас. Благодарам многу. Да ги прашам прво на почеток, Баже, дали Дедо Мраз успеа да стаса во вашите места? Едната ни доаѓа од Велес, другата од Пробиштип? Да. Ги донесе ли подароците кои му ги нарачавме? Да. Точно такви какви што ги замисливме? Да. Браво. Браво за вашиот Дедо Мраз, вистински ја завршил својата работа. Баже, прекрасен настан кој што во очи нова година ги развесели не само децата, туку и возрастните, така? Така да. 26-та година поред. Така да, фестивалот започна во 1999 година. Значи, бевме значи да кажеме како започна се. Бевме на еден фестивал во Милано. Преку Распеани срца фестивалот. Фестивалот се вика Канцоне дела Сота и е точно на божикни новогодишни песни. И враќајќи се назад по патот, дискутираме зашто не би можели ние овде во Македонија да направиме, бидејќи во тоа време беше многу дефицитарно за новогодишни и божикни песни, еден таков фестивал. И еве од тогаш секоја година се прават нови композиции, фестивалот функционира, се прават аудиции за децата по цела Македонија во школите, каде што се бираат децата солисти. И нормално, како и сите други фестивали, и овој функционира веќе 26 години, што мораме да се пофалиме, дека и за време на корона фестивалот се одржа. Со сите протоколи. Секоја чест на вистина, тоа бара многу труд, многу ангажман, и многу љубов кон оваа работа, особено кон децата, така нели? Вие сте автор скоро на сите песни кои што... Па 96 и 97 година, кога го почнавме Распеани срца, по стариот брат, да ми кажем, бидејќи ова година, 31 година ќе биде Распеани срца, песните ги работев јас, текст и музика, аранжманите ги работеше Зоки Глусац од Куманово. И 98 година. А он е по вокација заболекар. Заболекар, а јас музичар да ми прави аранжмани не оди. И тогаш, значи од тогаш веќе комплетно текст, музика, аранжман, сите композиции ги работам јас. Браво, секоја чест. Јас предлагам пред да ги чуеме ние повторно овие принцези да ни споделат нешто поврзано со нивните песнички. Ајде да погледнеме една од нив, една од настапите, а потоа си се враќаме повторно на разговорот. Блешти нова вечере, срцето ми скока брзо, овде супере. Кај нас зима, овде лето, небото сино е, срце танцува во Рио, овде лудо е. Нека трае, нека биде се до зорите, всека радост, нека има вечер нова е. Нова година во Рио, срце весело. Друштвото со мене овде е погодено. Игра песна, младост, лесна, вака нека е. Се до зори ке се пее.
sa mene ovde je pogodeno. Igra pesna, mladost lesna, vaka neka je. Sve do zori ke se peje, Brazilova je. Ritamo što jaz go slušam, salsa latino. A na plaža ruge polno se uvalo. Sin te želi da se stopmat kako jedna je. Godina da ova nova, nada nije. Brazilova je, a nada nije. Дарија, како не разигра и не расположи со овој латино ритам, навистина посакав и јас да бев таму на фестивалчето. Какво искуство беше сонце за тебе овој настап? Прв пат настапи на фестивалче? Да. Да? И како се чувствуваше? Имаше трема? Да, ама на крајот не се познаваше на сцената. Не се познаваше, и јас не приметив дека имаше трема, видов дека уживаш, иако помалку беше и така помалку мислеше како се тие околу тебе, ама видов дека и тие околу тебе уживале потполно со оваа твоја песна, нели? Ќе Да. се пее по роден дените? Да. Да, ти ни доаѓаш од Пробиштип, така нели? Да. Колку дечиња имаше од Пробиштип присутни на фестивалот? 2. 2, да. И се познававте, се запознавте заедно? Се Не, дружите? јас, ние више се знаеме со тоа другото дете од Пробиштип. Тоа оде на музичко со мене. Така. Свириш на пијано? Да. Браво, секојаче. Значи, од тебе многу очекуваме да знаеш и очекуваме дека ќе станеш една од најдобрите пијанисти во Пробиштип, така? Да. И немој да не заборавиш таму кога ќе бидеш славна и позната звезда. Сега не знам дали повеќе ќе пееш или повеќе ќе свириш, но што и да е, не ја оставај музиката. Музиката е најубавата работа која може да ја правиш во животот. За прв пат е денеска Дарија на телевизија и драго ми е што си прв пат со нас, ама не е за прв пат или на кој пат ти ова на телевизија? Трет пат, па ти си веќе популарна. Илина ни доаѓа од Велес, кој оделение Илина? Четврто. Четврто и трето. Трето. Илина, каква е твојата приказна со твојата песничка која ќе ја видиме малку подоцна? Па, мојата песна е Божикина за празниците, за среќа, така. Да не ќе пееш утре задутре некаде низ Велес? Ќе има некој Не. настан во Велес? Не, јас веќе пеев. А ти веќе пееше, добро, ама јас предпоставувам дека оваа зима таа песна ќе се пее и на многу манифестации, па и кога ќе се вратите назад во второто полугодие, бидејќи сега сте на распуст. Како го исполнуваме распустот? Што правиме за распустот по дома? Пееме само или читаме помалку? Па читаме лектири за после полугодието. Слушаме музика, да, цртаме нешто, правиме нешто, се занимаваме, се подготвуваме за Коледа. Не кажавте ништо, утре е Коледа. Има коледари во Велес? Не знам, не сум видела. Не си видела. Ајде, Јас сум Велешани, возела. ајде, Велешани, сите да ги активирате коледарите, бидејќи Илина се уште не знае дека во Велес може би треба да биде утре и коледарче, а до утре имаш време и да ја научиш коледарската песна. Дарија, ќе се коледари во Пробиштип? Да. Да? Ќе се палат огнови? Се палат огнови во вашиот град? Не. Не си била, може би некаде сигурно се палат, но тоа сигурно не го прават во главниот град. Баше како е во Штип атмосферата пред Божикна? Па, ова што го рековте со огновите, да, се палат, мада пред година-две, нели, црквата рече дека не треба да се палат, но традицијата продолжува и кај нас во Штип во секој мало буквално се палат огнови, луѓето се собираат, нормално го слават Божик и така, значи убава е Божик, семеен, ручек, домашните сите на куп, али претходно сите во црква и тоа е тоа. Така. Вие бидејќи сте со музиката, речи си цел живот, кои 52 години. Само 52 години. Кои песни карактеристично се пеат за ваквиот тип на празници и кои се типични за штипскиот крај? Штип изобилува со многу музика, а за
посебно за Божикниот Коледе, Леде, значи за децата навечер кога ќе тргнат после 12 часот фактички да ја објават радосната вест за раѓањето на Исус Христос, веќе почнуваат да ја пеат и други, нели, коледарски песни, но сепак се задржува на тие коледарските за Божикни само една песна се пее, ова сега што нели излезе и тоа е тоа. Одлично. Ајде да ги се вратиме повторно пак на овие наши прекрасни гостинчиња. Или не ми кажа, поврзано со Коледа и поврзано со распустот, ама Дарија не ми кажа како ги пополнува овие досадни денови за распустот. Досадно ли е да си на распуст? Па, не, баш, утре се вратив, бев да спиев во Кочани кај мојата тетка. И Како си поминуваш таму на гости кога одиш кај твоите тетки? Тие тетките се исто како втори мајки, така, нели? Така вела тетка, ти е заменска мајка. Нели сакаш да бидеш на гости кај тетка? многу ми е убаво таму. Многу ти е убаво таму, Кочани го сакаш. Колку е далече Кочани од Пробиштип, не е многу далеку, така, не е нели? толку. Читаш ли книги за време на распустот? Да. Да? Која ти е омилена книга? Имаш некоја книгичка да споделиш со нас која најмногу ти оставила впечаток? Да. Која? Исидора Мун оди на балет. Прекрасно. Јас кога бев колку вас две, најомилена книга, па и ден денеска мене од најомилените книги ми е Сибирка. Никогаш не беше ставена во оние задолжителни лектири, но не знам како ја пронајдов во библиотеката. И ден денеска Сибирка стои на значајно место во мојата домашна библиотека, така да топло ви ја препорачувам Сибирка да ја најдете кога ќе одите следниот пат во библиотека и да ја побарате и да ја прочитате, важи? Да. Или Наки, кажеш ли ти која ти е омилена книга тебе? Мене омилена книга ми е Пат околу светот за 80 дена. Авантуристички дух, значи, прекрасно. Да, многу се радувам и таа една вистина фантастична книга. А не ми кажавте која ви е омилена пеачка, пеач, група или така натаму песна, која често пати ја слушате и ви го подига расположението? Домашни македонски автори? Имаме некоја пеачка македонска која да речеме многу сакаме да ја слушаме или ние така една од најдобрите? Каролина. Каролина, браво, вистински избор, Ирина? Не, мене сите ми се убави. Сите ти се убави? А има некоја, да речеме, од Велес, некоја што вака повеќе се издвојува или си ја слушала, или допрва ќе ги запознаваш и велешките изведувачи? Не знам, од Велес нямам слушано. Од Велес нема слушано, ама од Скопје сигурно си слушала и од останатите. И од останатите градови, како да речеме Калиопи, да речеме Каролина, која друга ја споменавме, Елена, Ристевска. Има уште многу други, нека ни извинат ако некоја испуштивме сега во овој момент, но сигурно ги има такви, но верувам дека после емисијата ќе се сетите за многу од нив. Има ли некои познати големи имиња денеска, славни имиња кои што поминале во овие 26 години бажени с вашите фестивали? Многу има кои продолжија кариерата своја, ја продолжија на пеење, значи завршија прво вокално пеење, дипломира, сега се професори. Една што мене ми оставила впечаток во овие 31 година е Елена Цветковска. Мислам на М2 победи, така нешто беше, тоа е пред 20 повеќе години. Да. Има, значи талентирани деца. Ние кога одиме на аудиција, морам да го пофалам оваа година Велес. Во двете школи имавме скоро 180 деца на аудиција. Значи зборам, треба да ги слушнете, тоа се стварно талентирани деца и дури не можеш да избереш кој да го земеш, а не можеш само по едно до две деца да земеш од град, не можеш повеќе да земеш. Значи зборувам дека има талентирани деца, некои продолжуваат, некои значи еднаш отпејуваат за свој успомен, на друго на фестивалот, додека другите продолжуваат професионално да се бават со музика. Браво, бидејќи рековте дека ова е фестивал не е само локален фестивал за Велес, туку е фестивал за цела Македонија. Да. Имавте ли, правевте ли баланс при селекцијата да има реципроцитет, да нема, да речеме, 10 деца од Штип, а само 2 од Битола? Значи тоа се прави уште на самиот старт, збориме сметам дека знаете како се прават фестивалите, бидејќи кога започнеш годината да ја прво правиш колку композиции, какви жанрови ќе бидат тие композиции,
какви деца сакаш на тие композиции и Да. тогаш тргнуваш да реализираш. Значи тогаш точно знаеш од кој град колку ќе земеш. Значи ако градот да речеме како што е Куманово, како што е Скопје, Велес поголем град, значи ќе земеш повеќе деца бидејќи тоа се повеќе школи. Да. Значи, али не можеш да ја поминеш границата од 2 до 3 деца. Значи, за да бидат застапени сите да биде градови. фер кон Да биде, сите. да, за да бидат застапени, што многу интересно е, барем за нас и за распеани срце и за песни поделка, користиме деца и од селата. Бидејќи многу е битно тоа за нас, бидејќи таму децата немаат можност. Овие од градот малце секогаш можат дали да имаат предимство за да настапат на фестивал вамо на тие деца имаат помалце можности, а благодарение морам да ги пофалам и градоначалниците бидејќи 10 општини го финансираат фестивалот или песните ги финансираат, они ни праќаат од своите општини од селата. И многу е битно тоа, значи децата и од селата да бидат застапени. Така е, секоја чест посакувам веќе после Божик да започнете со подготовки на 27-то издание и со тоа ќе се гледаме ние допрва, а тука некаде ни истекуваат минутите, ама завршуваме со песничката на Илина насловена како? Светол ден Божиќен. Светол ден Божиќен. Во пресрет на најголемиот, најрадосниот празник завршуваме со музика. Ви благодарам, драги мои кои бевте ова утро со нас. Верувам дека и публиката уживаше. А ви благодарам и на сите вас кои што бевте заедно со утринската програма на Алфа телевизија. Ви посакувам убави празнични денови со најблиските и се разбира со коледрачињата. Довидување.